Добро вечер од Вашингтон, ова е гласот на Америка на македонски, јас сум Јулија Велковска. Првиот човек на Светската здравствена организација вели дека глобалниот капацитет за производство на доволно вакцини против свинскиот грип е запрепастувачки неадекватен. Маргарет Чен на конференцијата во Женева во вторникот изјави дека речиси секој на планетата е ранлив на вирусот H1N1 на свинскиот грип. Сепак, рече Чен, поголемиот дел од ограничените количини на вакцина ќе појдат во богатите земји, нарекувајќи го тоа пример на интервенција за спасување на животи, што е пристрасна кон богатството. Директорката на СЗО повика на дополнителни иновации во развивање на нови лекарства со цел да се обезбеди сите да може да примат вакцина. Представници на СЗО прогнозираат дека првите масовни количини на вакцини ќе бидат на располагање до септември и оти најпрвин треба да бидат вакцинирани здравствените работници. Според најновите податоци на Светската здравствена организација, во светот има речиси 95.000 случаи на свински грип, а досега починале 429 лица. Патнички авион се урна во северозападен Иран, при што загинале сите 168 патници и членови на екипажот, јавија иранските државни медиуми. Авионот бил на пат за ерменскиот главен град Ереван, кога се урнал во близина на северниот ирански град Хјазбин, 16 минути по полетувањето од меѓународниот аеродром Имам Хомеини во Техеран. Во медиумските извештаи се цитираат сведоци кои велат дека авионот се запалил додека бил во воздух. Авионот е на Caspian Airlines, руско-иранска компанија основана на почетокот на 90-тите. Американскиот секретар за трговија Гери Лок ја повика Кина да ги отвори своите пазари и да ја опушти контролата врз својата валута, за да помогне светската економија да се опорави од актуелната криза. Во обраќањето пред група деловни лидери во Пекинг, Лок кажа дека тоа би го забрзало светското враќање кон економски растеж. Лок додаде дека трговските односи меѓу САД и Кина мора да еволуираат и дека мора да се расправа за длабоки структурни прашања. Лок и секретарот за енергетика Стивен Чу се во посета на Пекинг на разговори за евентуална продажба на американска технологија за производство на еколошки чиста енергија на Кина, како и други прашања. Американскиот председател најави помош од 12 милиарди долари за јавните коледжи во САД, со цел поголем број американци да станат поконкурентни како работна сила. Најавувајќи ја 10-годишната иницијатива за време на посетата на коледжот Маком во Мичиган, Барак Обама ја подвлече потребата од постручна работна сила. Планот предвидува удвојување на бројот на запишани во јавните коледжи на 11 милиони до 2020-та. Веќе трет ден трае сенатскиот распит за потврдување на Сонја Сотомајор на функцијата судика во Американскиот врховен суд. Сотомајор, првиот латиноамериканец номиниран за оваа висока позиција, смирено одговараше на прашањата на републиканците за наводите за расни предрасуди и проблеми со нејзиниот темперамент. За контроверзната изјава дадена пред повеќе години дека мудра латиноамериканка може да донесува подобри одлуки од маж белец, Сотомајор кажа дека имала за цел да ги инспирира жените и припадниците на малцинствата на почетокот на правните кариери, но дека оставила погрешен впечаток дека животното искуство може да ги одреди одлуките на еден судија. Се очекува Сотомајор да биде потврдена на функцијата. Најголемата софтверска компанија Microsoft и интернет гигантот Google се во битка што може да влијае на начинот на работење на компаниите во иднина. Најновиот чекор го направи Microsoft соопштувајќи дека бесплатно преку интернет ќе понуди верзија на Microsoft Office, вклучувајќи ги програмите Word и Excel. Microsoft заработува милиарди долари годишно продавајќи го софтверот, но Google веќе на пазарот нуди бесплатен конкурентен пакет програми наречен Google Apps. Американскиот председател со прво фрлање на топката во Сент Луис церемонијално го означи почетокот на надпреварот на сите звезди во можеби најамериканскиот од сите спортови бейсболот. Потоа избраниците од Американската лига ги победија колегите од Националната лига со 4:3. За техниката на фрлање и дали и како можел да го стори тоа подобро имаше различни реакции, но оставаме сами да процените.
Светската здравствена организација проценува дека во светот има преку 180 лица болни од диабетис и дека за 20 години оваа бројка ќе се удвои. Многумина диабетичари мораат секојдневно да го мерат нивото на шекер во крвта и да примаат инсулин, што е макотрпна задача. Во продолжение следи прилог за нова направа што можно е да им го олесни животот. 14-годишната Сара Карлоу има диабетис, факт што не може да го занемари. Во просек го проверувам нивото на шеќер 10 пати дневно, па и повеќе. Го проверувам пред доручек, ручек и вечера. Морам да го проверам пред да спортувам, а треба да водам сметка и за тоа колку јаглено-хидрати внесувам. Следејќи ја количината на јаглено-хидрати во исхраната, Сара знае точно колку инсулин треба да внесе во телото. Неодамна Сара почнала да употребува вештачки панкреас, што ја врши работата за неа. Да не се грижам секој ден, секоја минута, секој час за тоа колкаво е нивото на шеќер во крвта. Би можела да живеам како порано, што е феноменално. Сара е една од 17 тинејџери со диабетис од тип 1 кои почнале да користат вештачки панкреас, добијан од детската болница Yale New Haven од Конетикат. Направата користи сензор за следење на нивото на гликоза и пумпа што дистрибуира точна количина на потребниот инсулин. Доктор Стюарт Вајнзаймер, кој работи во болницата, вели дека вештачкиот панкреас има широк потенцијал и за другите диабетичари. Би можел да биде од корист на сите кои боледуваат од диабетис од тип 1, од тип 2, сите на кои им треба инсулин. Експертите додаваат дека како превентивна мерка инсулинот преку вештачкиот панкреас се дава само по претходно одобрение од лекар. Вештачкиот панкреас може да го одржува потребното ниво на шеќер во крвта до 16 часа дневно. Додовме до крајот на ова наше издание. Поздрав од Вашингтон. Ова беше гласот на Америка на македонски ТВ журналот Ньюс Флеш. Јас сум Јулија Велковска. Ви благодарам на вниманието и гледајте ни утре.